Оред, супер. Ви посакувам добро дојде на сите на настанот и се надевам дека ќе имаме интересна сесија која што ќе биде корисна за вас пред се. Така да ќе се потрудиме да одговориме на сите ваши прашања и да ја доближиме што е можно повеќе до овие две професии, до самата академија. Како што може да видите и да прочитате, јас сум Огнен Трибуновски, роден и живеам во Скопје. По професија сум машински инженер, по занимање проектен менаџер, односно во случајов портфолио менаџер, управувам со поголема група на проекти во компанијата во која што работам, тоа е Johnson Matthey Македонија. Моето искуство е 10 плюс години во работа на проекти во автомобилската индустрија пред се. Така да тоа е во делот со она што работам и кое е моето искуство. Дополнително сум инструктор на Академијата за проект менеджмент во Брейнстер и ќе ја препуштам сега на колешката Олгица да ви се представи и она. Благодарам, Огнен. Добро вечер и од мене на сите. Јас сум Олгица Стризовска. Работам како senior product owner во британската компанија Дамила, каде што сум одговорна за градење на дел од платформата која што е намената за сите училишта во Англија. Интересна платформа каде што применуваме value driven пристап, значи сакаме да испорачаме апликација која што ќе донесе голема вредност за крајните корисници. Инаку исто така како Огнен сум редовен предавач во Брейнстер, претходно преку индивидуални курсеви за проекти и продукт менеджмент процеси и за Scrum методологијата, а на оваа академија сум воглавно вклучена во делот на продукт менеджмент, односно сум предавач на двата модули Product Market Fit и Agile and Design Thinking. Сега да не должиме премногу за нас, ќе започнеме, повели Огнен. Односно, најпрво да ви представам накратко само агендата пред да започне Огнен. Нема многу време да ви одземаме и многу простор од оваа лайв сесија, бидејќи сакаме да оставиме нели да ги поставите сите прашања кои што ви интересираат и да ви ги расчистиме сите дилеми кои што ги имате. Но накратко сакавме само да ве воведеме во проект и продукт менеджмент светот, па така одлучивме 2 или 3 важни работи да напоменеме на оваа сесија. Огнен ќе започне со објаснување што е проект менеџер и кои се главните одговорности на проект менаџерот, како и вештините кои што треба да ги има еден добар проект менаџер. Исто така, тој ќе ви објасни што е разликата помеѓу проект и продукт менаџерот. Потоа ќе превземам јас, ќе зборувам за продукт менаџерот, значи што е продукт менаџер и која е неговата улога, кои вештини треба да ги поседува продукт менаџерот и на крајот ќе објасниме зошто е важно секоја компанија да има проект и продукт менаџер. Значи, ова нема да одземе премногу време, можеби некои 20 на 30 минути најмногу. Потоа веќе преминуваме на прашањата и на одговорите кои што ќе ви ги дадеме за вашите прашања. Во меѓувреме, додека ние зборуваме, вие слободно може да го користите Pigeonhole за да си ги поставите сите прашања нели кои што досега сте сакале ги поставите. Повели Огнен, слободно може да започнеш. Океј, благодарам уште еднаш Зорица, се надевам дека сега се слушам. Океј, пред да почнеме би сакал да ви поставам едно прашање за размислување, на кое што ќе може да одговорите во тука во четот. Ако велиме дека проектот има почеток и крај, а дека тоа е нешто ново, односно нешто што се прави за прв пат или можеби не се направило долго време, треба да биде во некоја рамка од време, буџет и квалитет, која пак од друга страна го диктира обемот на работа на тој проект. Дали можеби ќе се сетите дека некогаш сте биле проектен менаџер на некој проект, без разлика дали тоа станува збор за вашиот приватен живот или се работи за вашиот професионален живот. Меѓутоа едноставно можеби не сте биле свесни за тоа. Сега од ова што ви го изосов тука како кратка дефиниција за тоа што е проект и каква е неговата рамка, слободно пишете што ви паѓа на памет дека можеби сте имале такво искуство во текот на вашиот приватен или професионален живот во четот, па ќе продолжиме понатака. Значи, примери некои што би можел да ви ги дадам, со кои што се сретнале во приватниот живот, можеби сте организирале некаков настан,
можеби сте правеле нешто поврзано со вашиот дом, ете, реновирање на куќа, токму така, тоа е баш солиден пример за еден потежок проект, кој што е навистина предизвик да се заврши. Друго нешто дали ви текнува можеби? Супер, одлично. Родендени, организација, прослави, реновирање на дом. Супер. Дали на некој дотекнува уште нешто? Ете, организација на тимбилдинг, токму така, бизнис форум, професионално, организација на ивент, подразбира, буџет, време во кое што треба да биде организиран, многу луѓе се засегнати, точно така организација на патување, и тоа е нешто кое што е во рамка на буџет, време, креирање мобилна апликација, апсолутно пример за проект. Супер. Добре, значи од прилика имаме осет што све спаѓа во проект и зашто тоа така се вика. Ајде да видиме сега на следниот слайд што е тоа што велиме дека е проектен менаџер, односно кој е проектниот менаџер. Најчесто е личност, баш како оваа насликава, замислено гледа во голем број информации, податоци, кои што се мисли како ќе ги вклопи во некој проектен план и согласно истиот ќе го испорача на крајот проектот. Меѓутоа, поедноставно кажано, значи проектниот менаџер е водечката улога која што е одговорна за успехот или неуспехот на проектот. Тоа да речам можеби не е толку од методологија кажано, но најчесто на оние кои што ги ангажираат проектните менаџери, тоа повеќе им одговара за тоа што ако проектот успее, супер, меѓутоа ако проектот не успее, ќе имаат кого да обвинат зашто проектот не успеал. Нормално, проектниот менаџер затоа што тој е клучен за постигнувањето на успехот. Така да, тоа не носи кон следната точка дека самиот проект, односно секој проект има почеток и има старт. Сега, проектниот менаџер е оној кој што го движи проектот низ сите негови фази. Значи, фазите на проектот различно може да се дефинираат по различна методологија или зависно од организацијата во која што се работи во проектот, но да речам има некоја генерална структура која што е запазена, да речам, скоро секаде. Проектот започнува со иницијација, потоа има планирање, па извршување, во текот на тоа извршување имаме мониторинг и контрола на самиот проект и на крајот следи фазата на затварање. Сега, оно што може да го споделам од искуство е дека проектите, односно проектниот менаџер следејќи го текот на проектот, скоро никогаш не е права линија како што она првично ви го покажав. Најчесто на патот има благи и остри кривини, потоа има скршување од замислената рута, имаш екстра трошок за гориво, неколку опомени за непочитување на правила, пресметано превземање на ризици, вовлекување во разни конфликти, најчесто кои што не се по вина на проектниот менаџер, потоа враќање назад на правата рута и се тоа така додека не се достигне на крајна дестинација, односно завршувањето на проектот. Сега откако веќе дадов мало интро за тоа што е проектен менаџер, што е проектот, какви се неговите фази, како изгледа патот на проектот, би преминал кон тоа кои се главните одговорности кои што ги има проектниот менаџер. Главните одговорности на проектниот менаџер се обемот на проектот, најпрво, во кој што се вклучени сите аспекти и клучни елементи за да се постигне целта на проектот, потоа проектниот тим и ресурсите на проектот, потоа следи проектниот буџет и како што веќе ви напоменав, една од главните одговорности на проектниот менаџер е постигнувањето на успех или пак неуспех на проектот. Сега за да може да кажеме дека тие одговорности ќе се спроведат соодветно и дека ќе постигнеме успех за проектот, добро е да се знае кои вештини се потребни за да еден проектен менаџер биде успешен. Односно за да може да се носи проектниот менаџер успешно со одговорностите кои што ги има во текот на самиот проект, потребно му е многу повеќе од само технички ноу-хау. Неколку од клучните работи, да речам, за оваа улога се најпрво поседување на стратешки бизнис мајндсет. Потоа е способност за градење и водење на тим. Потоа е способност за разрешување на конфликти
и како некое крајно доаѓа, да речам, поседување на експертиза во процесот на управување со промени. Сега, за да може еден проектен менаџер, да речам, успешно да се справува со овие неколку клучни работи кои што ги напоменав, потребни му се значителен број на меки вештини, кои што ќе му помогнат да ги реализира овие други клучни работи кои што ги набројав. Така да, например, за да биде успешен во водењето на својот тим, проектниот менаџер задолжително треба да поседува способност пред се за да може да го мотивира неговиот тим. Треба да поседува способност за да може да изврши приоритизација, да носи брзи одлуки и да решава проблеми кои што ќе се случуваат попатно. Сега, за да може од друга страна лесно и ефикасно да управува со сите оние промени кои што ќе настанат во текот на проектот, потребно е да поседува и високо ниво на адаптибилност, односно да може брзо и лесно, согласно потребите нормално на проектот, клиентот и засегнатите страни, да може лесно да ги хендла, што исто така може да се брои како една не техничка вештина која што секако е есенцијална за постигнување успех. Сега, меките вештини како овие се неопходни и ќе му помогнат на секој проектен менаџер да напредува во својата улога, но за да биде па од друга страна навистина успешен, најважно е она што го кажав на почетокот, е да поседува стратешки бизнис мајндсет, односно да се постави во улога на стратешки бизнис партнер, кој ќе биде целосно обврзан и посветен на организацијскиот успех, како и да биде способен да се носи, да речам, со сите оние предизвици, и не само предизвици, и неуспеси кои што ќе се најдат на патот, а како што го видовте на онаа кривата линија за почеток и крај на проектот, тоа е прилично честа појава во сите проекти. Значи, во најголем број од проектите има многу предизвици и има многу неуспеси кои што ќе се искусат во текот на патот, меѓутоа тоа не сме да ве доведе до степен на откажување. Сега, сето ова комбинирано со одредени технички вештини е основа која на проектниот менаџер му возможува пред се да се прилагоди на сите променливи и на сите динамични барања кои што доаѓаат во текот на проектот, потоа да ги постави врз основа на тие барања и промени потребите на засегнатите страни и на клиентот на прво место, и врз основа на овие вештини и нивото на нивниот развој може да се каже дека од таму произлегува всушност вредноста на еден проектен менаџер, односно ја прави разликата помеѓу добар и високо ефикасен менаџер. Значи, нивото на развој на овие вештини кои што ги напоменав, ја прави разликата помеѓу добар и високо ефикасен менаџер. Сега ако влечеме линија и речеме што е високо ефикасен менаџер. Значи, високо ефикасниот менаџер пред се однесува како стратешки партнер, го препознава и го вреднува успехот на другите, ги почитува и ги мотивира засегнатите страни во проектот, има изразен интегритет и чувство за одговорност, тој е целосно посветен на успехот на проектот и поседува способност за работа во сивата зона, што е многу важна работа и честа појава во текот на проектите. Сега, покрај проектниот менаџер, тука се појавува и е доста клучна улогата на продукт менаџер. Така да, јас само кратко ќе навлезам во тоа, а подоцна Олгица ќе објасни, да речам, малку повеќе. Јас би рекол дека продукт менаџер е оној кој што ја поставува визијата, целта и бизнис траекторијата на производот, а од друга страна проектниот менаџер ги води проектите кои визијата ќе ја претворат во реалност. Сега има една интересна англиска реченица која што е англиски, ќе ја кажам на англиски за да може да го доловам баш онака најпластично. While the product manager is a strategic thinker, project manager is more of a doer. Така да тоа е се од прилика за проектниот менаџер. Тука ја предавам палицата на Олгица. Олгица ќе ви долови малку повеќе за продукт менаџерот. Одлично, ти благодарам. Може сега да преминеме малку на продукт менеджмент делот. Значи, за да објасниме што е продукт менаџер, ќе се повикаме на следниви области. Значи, за да можеме да разбереме која е областа што ја опфаќа еден продукт менаџер, пред се мора да тргнеме од неговата бизнис функција. Бизнис функција, ја сметаме продукт менеджмент како бизнис функција, бидејќи една од главните задачи на продукт менаџерот е да ја максимизира вредноста на продуктот. Односно, да понуди максимална вредност која што можеме да испорачаме за нашите крајни корисници.
кога ќе кажеме вредно што сакаме да испорачаме на крајните корисници, мислиме на бенефит, на корист, која што може да ја добијат нашите корисници од продуктот кој што го градим. Меѓутоа, бизнис потребите не се само еден дел од работата на продукт менаџерот. Напротив, тука мора да размислуваме и на user experience, односно на корисничкото искуство. User experience или корисничко искуство се однесува на начинот на кој што крајните корисници ракуваат или го употребуваат нашиот продукт. И последната област која што мора да имаме во предвид при креирање на еден нов дигитален продукт е техничкиот дел. Односно, мораме да размислуваме дали продуктот технички е изводливо да биде изработен онака како што ние сме го замислиле. Па така ќе кажеме дека продукт менаџерот е некој кој што се наоѓа буквално во средина помеѓу бизнис можностите, техничките можности и корисничкото искуство. Значи сите овие три сегменти мора да ги има во предвид, да размислува, да анализира голем број на идеи и потенцијални решенија на проблеми, за да може да дојде до вистинското решение кое што би го понудил како дигитален продукт, кој што ќе им ги реши некои проблеми или потреби кои што не се задоволени на нашите крајни корисници. Или по дефиниција, наједноставно можеме да кажеме дека продукт менаџерот е оној кој всушност дава одговор на прашањата што, значи што градиме, зошто го градиме, да ја објасни целта поради која што сакаме да испорачаме таков продукт каков што сме замислиле и кога ќе го испорачаме, односно да го дефинира таймлајнот или роудмапот на продуктот. Продуктот го гради девелопмент тимот, меѓутоа продукт менаџерот е оној кој ја дава визијата за продуктот. Значи што ќе се гради, зошто ќе се гради тоа, за да можат сите да ја разберат бизнис целта која што сакаме да ја постигнеме и кога ќе се изгради тој продукт, односно кога секоја од функционалностите би требало да биде изградена на тој начин што продукт менаџерот ги приоритизира сите функционалности кои што сме ги дефинирале за нашиот продукт. Кои вештини треба да ги поседува продукт менаџерот? Продукт менаџерот најпрво важно е да разберете дека не е менаџер на никого. Иако самото име содржи менаџер, меѓутоа многу е важно да се спомне дека тој не менаџира никого освен продуктот. Значи тој е одговорен и ги менаџира сите процеси поврзани со продуктот. За да бидете добар продукт менаџер, најпрво би рекла дека е многу важно да имате вештини за стратешко размислување. Да умеете да ја видите големата слика, значи да поврзете многу информации кои што доаѓаат до вас. Тука кога ќе спомнеме многу информации, мислиме на информации од крајни корисници, кога споделуваат што е нивниот проблем, какви потреби имаат, информации од пазарот, информации од конкуренцијата, така натаму, и врз основа на сите тие информации да успеете да изградите стратегија која понатаму ќе може да се реализира со градење на продуктот. Потоа неопходно е да имате бизнес сенс или чувство за бизнис, едноставно да можете да ја согледате вредноста која што би ја испорачале на крајните корисници. Потоа важно е да имате аналитички и вештини за истражување. Секогаш продукт менаџерите тргнуваат од испитување на пазарот. Значи било каква идеја да имаме за апликација која што би сакале да изградиме, ние најпрво мораме да го испитаме мислењето на корисниците и да го истражиме пазарот. Да видиме дали едноставно постои таргет група на која што можеме да ја понудиме таква апликација. Ако, например, одлучиме да изградиме апликација за луѓе кои што користат такси превоз, треба да испитаме дали има доволно корисници кои што користат реално во животот такси превоз и на кој што ќе им биде функционална нашата апликација. Затоа мора да имаме добри аналитички и вештини за истражување. Неопходно е комуникацијски вештини да имаме, заради тоа што продукт менаџерот секојдневно разговара со различен тип на луѓе, првенствено со крајни корисници, со луѓе кои што не се корисници, меѓутоа се на некој начин стейкхолдери, имаат некаков интерес од нашата апликација, но разговара и интерно со членовите на тимот. Значи со девелоперите, со тестерите, со луѓето кои што на било каков начин се вклучени во градење на продуктот. Потоа велиме, продукт менаџерот е важно да има и вештини за градење емпатија.
нешто кое што е многу битно и кое што посебно се потенцира во последно време во продукт менеджмент, а за исто тоа зборуваме и во една од лекциите на самата Академија за проекти и продукт менеджмент, е околу имањето емпатија. Продукт менаџерот, за да биде добар продукт менаџер, мора да може да се поистовети со чувствата и размислувањата на корисниците за кои што го гради продуктот. Ако градиме апликација за болнички персонал, ние мораме да се ставиме буквално во нивните чевли, да видиме како тие размислуваат, кои се нивните секојдневни навики, каков е нивниот начин на однесување, за да разбереме што е оно што нив навистина им е потребно од нашата апликација. Дали им треба сосема едноставна апликација со само 2 модули внатре, кои што буквално во нивното брзање од операција на операција ќе им биде само за некои основни работи кои што им се поврзани со работата може да ги завршат, или им треба можеби некоја апликација каде што ќе можат да имаат интеракција со колегите, да се забавуваат, да споделуваат некои интересни работи, бидејќи веќе се презаситени од тој, да речем, сериозен живот, нели, поради нивната работа. Потоа тука ќе спомнеме интерперсонални вештини, заради тоа што, како што спомнав, самиот продукт менаџер дискутира, разговара со различен тип на луѓе. Многу често разговараме и со корисници, меѓутоа и со C-level менаџери, разговараме и со сапорт луѓе, разговараме со луѓе од тимот на продажба и така натаму. Значи, едноставно треба да умее со секој тип на луѓе да изгради добар однос и да извлече важни информации кои што ќе му помогнат понатаму во самите одлуки кои што треба да ги донесе за продуктот. Лидерски вештини, заради тоа што продукт менаџерот е оној кој што на некој начин е лидер во водење на продуктот. Од него започнува визијата, која што тој ќе дефинира, ќе представи на тимот, па понатаму со дефинирање на самата стратегија, како, што сакаме да изградиме, пренесување на истото на девелопмент тимот, тој всушност има лидерска улога каде што го превзема водството, меѓутоа во однос на продуктот. Значи тој го води тимот, го насочува, но во однос на продуктот, а не како менаџер кој што менаџира тим на луѓе. И последна, ќе ја спомнеме тука вештината за приоритизирање. Често кога градиме апликации, добиваме многу информации, посебно кога веќе продуктот ќе отиде лайв, значи кога веќе е достапен за крајните корисници, па крајните корисници велат ни треба и ова, сакаме и ова, дали може и оваа опција да ја подобрите, дали може да воведете и нова опција, и секогаш ќе имаме буквално море од информации кои што продукт менаџерот мора правилно да ги процесира, но и да ги приоритизира. Едноставно не можеме да си дозволиме секогаш да ги исполниме сите барања на крајните корисници и да ги исполниме сега веднаш. Туку треба да се направи план, да се испита колку секој од тие барања би донело вредност за корисниците, за колкава група на корисници ќе се однесува таа нова функционалност, пример, и на тој начин всушност продукт менаџерот ќе треба да приоритизира од каде можеме да започнеме и како понатаму би ги приоритизирале останатите функционалности. Односно, ќе биде потребно да изгради roadmap на продуктот, што ќе ни дава насока понатаму како тим, како треба да ги градиме функционалностите во самиот продукт. И сега, ајде јас да ве прашам накратко, што мислите зошто е важно секоја компанија да има проект и продукт менаџер? Ева ваша перспектива, нели што сметате дека е најважната работа? Зошто една компанија треба да има проект и продукт менаџер? Може слободно да дадете некоја претпоставка, чисто да видиме што е вашето размислување, а сега го ќе споделам кои се причините. Имаме еден одговор за сега, продавање и креирање. За да има поголем успех во работењето, така да се осигураме дека ќе имаме успешен продукт и успешен проект. Максимизирање на ефективноста во организацијата, да, така. Да.
Значи тука сте некаде, сега ќе спомнеме малку и подетално, меѓутоа чисто да видам дали сето ова што го зборнавме со Огнен или резонирало со вас. Да видам, нешто што некој. One point person, така. Сега ќе погледнеме. Меѓутоа, јас вака сега ќе ги пуставам работите од спротивен контекст и ќе кажам, ајде да дадеме една претпоставка, што би се случило доколку во компанијата немаме проект менаџер. Најпрво, кој би се грижал проектот да биде испорачен на време, во рамки на буџет и според планираниот обем. Имаме development team, кој што нели треба да го isprogramира сето она што сме го утврдиле, сме го дефинирале, ева имаме roadmap на продуктот пример и им велиме ова треба да се испорача за 6 месеци. Меѓутоа, кој ќе води грижа дали навистина ние нашата работа дали навистина се одвива во рамките на дадениот временски рок, во рамките на буџетот и според планираниот обем. Кој би се грижал сите да имаат ист фокус и цел. Кога луѓето работат во тим, иако постои тимска работа и сето тоа, сепак зборуваме за индивидуалци, кои што многу лесно може да го изгубат фокусот и да заборават која е крајната цел што сакаме да ја постигнеме и да гледаат од индивидуален или од личен аспект. Значи, иако се дел од проект тим, многу често може да се заборави таа крајна цел која што сакаме да ја постигнеме, зошто сме ние дел од еден проект тим и која е главната цел на проектот која што треба да оствариме. Кој би се грижал стейкхолдерите да бидат задоволни. Проект менаџерот е исто главната личност која што комуницира со стейкхолдерите, кој што го одржува тој однос со нашите стейкхолдери. На некој начин јас знам чисто се нашалам ги забавува стейкхолдерите, заради тоа што им проследува информации, ги разработува нивните грижи кога за нешто се секираат дека нема да биде направено како што треба и така натаму. Потоа, кој би го спасувал проектот и тимот од катастрофи? Како што спомна Огнен, проект менеджмент на хартија звучи многу идеално и многу лесно да се истара онака како што е нели напишано во книгите. Меѓутоа во реалниот живот сите проекти се соочуваат со многу различни проблеми, различни ризици, па така многу често може да се случи да дојде до катастрофа, односно да дојде до некој проблем кој што не сме го предвиделе, кој што ќе ни треба повеќе време да го исхендламе или да се вратиме на правиот пат, без при тоа да излеземе од таа временска рамка што ни е дадена, без да го надминеме буџетот и така натаму. Кој би ги мотивирал членовите на тимот и кој би го држал тимот заедно. Значи, сите овие работи на некој начин се одговорности на проект менаџерот и проект менаџерот го прави истото кога го води проектот. Значи, тој секогаш се грижи тимот да биде заедно, да функционира, луѓето во тимот да останат мотивирани, да останат фокусирани на крајната цел, да знаат конкретно зошто го правиме овој проект, што сакаме да испорачаме на крајот, да ги направиме нашите стейкхолдери задоволни и нормално кога ќе се случат проблеми, секогаш да биде првиот човек кој што ќе помогне да се разрешат тие проблеми и повторно да го врати проектот на вистинскиот пат. Ајде исто тоа го погледнеме и за продукт менаџерот. Доколку немаме продукт менаџер во компанијата, прво ќе се запрашаме кој би ги истражувал проблемите на нашите таргет корисници. Имаме development team и можеби некој од нив ќе биде се интересира нели да прави истражување на пазарот, да ги испитува проблемите, да види што е она што им недостасува на крајните корисници, но реалноста е дека тие девелопери или тестери или која да е другата позиција која што сметаме дека би била дел од нашиот тим, сепак најдобри се во она што тие го работат. Значи, девелоперите се најдобри во девелопмент работата. И тие, наместо да се фокусираат на испитување на корисници, треба да се фокусираат колку е можно подобро да го испрограмираат нивниот дел, за да имаме добро сработен продукт. Потоа, кој би го следел и анализирал пазарот? Кој би правил приоритизација на функционалностите кои сакаме да ги изградиме? Да, ќе може девелопмент тимот можеби да направи приоритизација и да изгради девелопмент roadmap, но тука може за 2 недели, за 3 недели, за 1 месец може да се случи промена на пазарот, може корисниците да едноставно да го променат својот мајндсет, да имаат некои други барања, некои други потреби да произлезат. Тоа не може некој кој што не е посветен на тоа да го следи постојано и да го апдейтира roadmapот. Затоа
позицијата продукт менаџер постои и тој продукт менаџер си е посветен всушност на сите тие испитувања, анализи, следење на пазарот, следење на конкуренцијата. Исто ќе се запрашаме, кој би ја поставил стратегијата за продуктот, кој би ја поставил визијата за продуктот и кој би изградил родмап за продуктот. Во компанијата едноставно ни треба човек кој што ќе биде целосно посветен на корисничката страна. Значи ќе се обврзе на некој начин да следи се она што се случува на корисничката страна, за да можеме да стигнеме до најдобрата идеја за продукт кој што би го изградил девелопмент тимот. Па така, продукт менаџерот ќе им даде визија, ќе постави стратегија и ќе изгради родмап за да му даде насока на девелопмент тимот. И на крај да сумирам по една реченица, всушност зошто е важно секоја компанија да има проект и продукт менаџер, би рекла дека тоа е важно заради тоа што ниту една компанија, без разлика колкав инвестициски фонд има да речеме, не може да си дозволи да изгради еден проект или продукт без проект или продукт менаџер, бидејќи доколку нема таква позиција, всушност целиот проект или целиот продукт може да тргне наопаку и тоа ќе ги чини далеку повеќе отколку што би ги чинело платата на еден проект или продукт менаџер. Така што во тоа се состои суштината зашто е важно да имаме компанија, во секоја компанија да имаме еден проект и продукт менаџер. Во главно тоа би било од нас. Се надевам дека ви направивме еден добар вовед и ве поттикнавме можеби да поставите некои интересни прашања. Ви благодариме многу за вниманието досега. Тука преуземам накратко јас. Како што веќе начинав на почетокот, на настанот, пред да преминеме на делот каде што ќе ги одговориме прашањата, јас зирнав, има доста интересни прашања и едве чекам да дојдат да слушнеме нели какви одговори ќе имаме нели на сите прашања кои што досега ги поставивте. Оние кои што немате поставено се уште прашање или немате гласано, слободно направете го тоа на Pigeonhole. Накратко за академијата. Академијата ни трае 30 недели и во целата академија имате можност да поминете на 11 модули. Сите овие модули се изработени всушност и од нашите инструктори, кои што се експерти на ова поле, а тука можете да видите и дел од инструкторскиот тим и од проект и од продукт делот. На самата академија заедно со инструкторите ќе учите за многу алатки и различни полења од проект и продукт менеджмент. Како што можете да видите, датумот за почеток ни е многу брзо. Почнуваме на 30 мај. Она што стои плаќање на 15 рати, всушност целата академија можете да исплатите на 15 месечни рати, а цената на ратата изнесува од прилика околу 97 евра. Она што е многу битно да го знаете е дека на академијата за овој датум имаме уште 2 слободни места, така што би сакала да ве охрабрам да се аплицирате, да се пријавите за всушност за една онлайн средба каде што ќе можеме подетално сето ова да ви го објасниме, да ви објасниме како функционира, да ви објасниме дека зошто велиме секогаш кога ќе прочитате за академијата за проект и продукт менеджмент во Brainstart дека е флексибилна. Всушност тоа значи дека работиме на една интересна хибридна методологија. Сами си креирате распоред за учење, сами си го организирате голем дел од времето, користиме коучинг и менторинг систем на работа, односно тука ви се инструкторите во улога на ментори, ве следат во текот на целата академија и во склоп на самата академија има и бесплатна подготвителна програма која што почнува од самиот старт на академијата и можете имате пристап до неја во текот на целата академија, да се навратите, да си прочитате уште нешто во склоп на тие материјали. Во прилог на чет, што туку Вилијам ви испрати и линк од самата веб страница, тука можете да си прочитате подетално за модулите, за позадината на инструкторите, за самата академија, како функционира и уште еднаш, навистина се надевам дека можеби голем дел од групата која што ни е сега присутна ќе ни бидат и наши студенти и дека ќе се дружиме и ќе учиме заедно со Олгица Огнен и сите други од академијата и понатаму.
Мислам дека можеме сега да си одиме кон прашањата, доколку во чет мислам дека е најлесно си пристапите преку чет линкот што го испративме на почеток, така што доколку ви остана некое прашање што не го поставивте или не го гледате во прашањата до сега поставени, слободно можете тоа да го правите во овој момент. Мислам дека можеме да одиме на првото и најгласано прашање е која е разликата помеѓу Scrum Master и Project Manager? Дали сакаш ти да одговориш или? Јас ќе одговорам, да. Не знам зашто стискам мјут на ова, ама не се одмутира. Вака, значи Scrum Master како улога е нешто сосема поинако од тоа што е како улога на проектниот менаџер. Значи Scrum Masterот е некој кој што се грижи дека процесите на Scrum методологијата се запазуваат. Значи не се грижи толку многу за крајната цел на проектот, за временскиот распоред на проектот и за, да речам, оние што се deliverables на проектот, туку повеќе се грижи за тоа дека се запазени процесите од Scrum методологијата. И во Scrum методологија реално не постои улогата на проектен менаџер, туку го има продукт онерот и го има Scrum Мастерот и Scrum тимот кој што ги испорачува поединечните функционалности од проектот. Така да се надевам дека одговорив. Ако има уште нешто, Олгица, можеш да ме надополниш слободно. Не, супер, мислам дека прецизно баш го одговори, супер. Супер, фала ви. Можеме да идеме на второто прашање. Второто прашање е дали може да се стане проект или продукт менаџер без претходно искуство во областа, дали постои позиција junior project менаџер, проект или продукт, веројатно се мисли менаџер. Да, може, ајде јас ќе го одговорам ова. Да, нормално дека може да се стане проект и продукт менаџер без искуство. Иако претежно компаниите кај нас секогаш бараат искуство, барем јас често ги следам и огласите, вообичаено пишуваат барем 1 година искуство, меѓутоа не значи дека ако немате искуство, како што еве Југнен во самата презентација ви кажа, дека вие не сте биле проект менаџер на некој начин или некаде не сте биле вклучени во дефинирање на решение на некој проблем. Значи, продукт менаџер улогата ќе ја гледаме малку погенерално од тој аспект. Значи, продукт менаџерот буквално дава решение на постоечки проблем. Доколку вие размислете, дали понекогаш сте биле во некоја средина каде што сте помислиле како може, не знам, пример, банкоматов да го направим, како го направиле вака, многу поедноставно би било копчињата да бидат од левата страна или не знам, во таа смисла, нели? Тогаш нормално дека веќе имате насока која што ве води кон продукт менеджмент. Па така, јас би одговорила дека може да се стане без претходно искуство, меѓутоа морате задолжително теоретски да ги имате разбрано проект и продукт менеджмент процесите. Значи мора теоретски да знаете како вие треба да водите еден проект, значи добро да бидете подковани во однос на знаењето и исто и во однос на продукт менеджмент. Ме охрабрува тоа што гледам дека повеќе фирми веќе знаат да објават огласи за junior project менаџер, така што можете да започнете, иако се многу помалку огласите и претежно бараат со искуство, меѓутоа веќе гледам дека некои од компаниите на некој начин се освестени дека и тие junior project менаџери мора да почнат од некаде. Така што во секој случај би рекла дека може да се започне, меѓутоа мора теоретски претходно да бидете добро подковани и да знаете на кој начин вие би воделе проект менеджмент или на кој начин би граделе дигитални продукти. Супер, пред да преминеме само на следното прашање, Борче, за прашањето кое што го постави во чет, ќе морам да се координирам и да го прашам колегата Александар кој што одговорен за таа академија и ќе ти се вратиме со одговор на мејл. Можеме да одиме на следното прашање. Колку помага претходното искуство во друга област за да сменам професија кон проект и продукт менеджмент? И ме интересира за колку време би можела да почнам веќе да работам барем на junior позиција. Ајде, јас ќе пробам да одговорам на ова. Значи, секој искуство кое што го поседувате,
без разлика во која област е тоа, дефинитивно помага во било која позиција на која што ќе започнете да работите како и како джуниор. Така да, какво и да имате искуство, сигурно ќе помогне. Сега многу зависи од искуството какво и во која област ќе ви помогне, меѓутоа да речем, ако сте имале прилика да работите во комуникација со луѓе, да работите во тим и така натака, значи сите тие искуства сигурно ќе помогнат многу за да се, да речем, полесно прилагодите на позицијата project или продукт менеджмент. Така да, за колку време би можеле да започнете како джуниор позиција? Значи джуниор позиција е стартна позиција и би требало веднаш да може да започнете. Како тоа искуствено се одвива? Значи најчесто се започнува како асистент на некој проектен, по-сениор проектен менаџер кој што веќе води некој проект и ви дава одредени, да речем, задачи поврзани со проектниот менаџмент на тој конкретен проект каде што вие ги спроведувате. Супер. Можеме да одиме веќе на следното прашање. Следното прашање е дали после завршување на академијата Brainstart не поврзува со потенцијални компании за вработување или пракса. Јас ќе го одговорам ова прашање. Ова многу се поврзува. Најпрво би кажала дека во Brainstart постојат многу департмани, но во овој случај за ова прашање конкретно би го издвоила департманот за Co-Innovation and Hiring. Всушност, главната улога на колегите и колешките од Co-Innovation and Hiring е на самите студенти да им помогнат во процесот на барање работа или промена на работно место или барање на пракса, на интерншип и така натаму. Ние имаме така наречени hiring партнери, што всушност се македонски интернационални компании со кои што имаме соработка и во кои што успешно нашите студенти се вработуваат во истите компании, со тоа што на самите компании им спраќаме така наречени талент маркети, односно наши најуспешни студенти и студенти кои што покажуваат значителен успех во текот на академијата. А исто така преку овој департмент имате целосно, добивате различен вид на огласи, на понуди на работа, така што е обезбеден овој дел и ве поврзуваме и со нашите hiring партнери, но и добивате секојдневно различни огласи каде што можете да се аплицирате за пракса или за фултайм работно време. Hiring компаниите се и македонски и интернационални компании, значи од најразличен вид и не само од Македонија. Следното прашање е дали може да се најде работа од Македонија со некој странски клиент ремоут, како да знаев го фатив малку, но Ива ќе оставам и на Олгица и Огнен да го одговора. Да, секако дека може, значи веќе многу компании барат remote project manager, дури има и по наши огласи за remote клиент. Дури често и да видите и македонска компанија која што бара проект менаџер, најчесто бараат за некој странски клиент. Така што дефинитивно може да се најде ремоут, а исто така можете да најдете и на сајтовите кои што се за фриланс работа, како Upwork, како Fiverr, како и да беше точно. Значи може дефинитивно да се најде. А е многу популарна во последно време. Да, јас искрено дури на луѓе со кои што работам, да речам студенти кои што ми биле и им препорачувам дека е добро некогаш да се почне да се бара ремоут работа, дури part-time job, значи како продукт менаџер, каде што ќе може да искусите на вистина што значи да работите како проект менаџер и продукт менаџер. Заради тоа што точно преку тие сајтови или преку некоја работа која што нема да со полно работно време, вие директно ќе можете да разберете всушност како ќе биде вашето работење како проект менаџер или како продукт менаџер. Така што јас дури го препорачувам за почеток да се почне додека барате, или да речам за постојана работа, да започнете со некој ремоут клиент, нормално доколку успеете да најдете, и на некој начин да се поврзете со тимови, да почнете да градите продукти, да следите развој на проектот и така натаму. Супер. Можеме да идеме на следното прашање.
дали денешниот настан е сертифициран? Не. На ваквиот вид на live Q&A сесии не додалуваме сертификат. Сертификат има на Унија, можеби сте го поврзале со краткиот курс кој што го имавме заедно со Олгица и слични настани има, но во овој нема. Кој совет би го дале на еден джуниор во оваа област? Да учи од сениорот. Значи, за продукт, ајде јас дека може сакаш Огнен ти за проект менаџер да споделиш некој совет, па ја за продукт менаџер да Слободно почни, па ќе се надоврзам. важи. Значи вака за продукт менаџер, за джуниор, значи велам почнувате од нула, нели? Вие имате некое работно искуство, меѓутоа немате во конкретно во продукт менеджмент. Јас секогаш препорачувам прво теоретски да се подготвите. Тоа значи дали академијата на Брестар и одлично составени модули. Дали ќе се одлучите сами, не знам, да барате видеа на YouTube, да барате материјали и така натаму, меѓутоа првично мора теоретски вие да разберете што значи продукт менеджмент. Да се запознаете со алатките кои што ги користат продукт менаџери, да се запознаете со главните одговорности на еден продукт менаџер и потоа да почнете да изработувате, односно да разработите идеја за продукт преку сите тие алатки, преку сите тие техники кои што ги користат продукт менаџерите. Ја спомнав академијата заради тоа што таму ни е структуриран начинот на работа, од модул во модул влегуваме со испланирана агенда, нели, како сакаме, што знаат студентите претходно, што сакаме да научат овој модул. Работиме вежби каде што буквално почнуваме од тоа, од идеја на хартија да стигнеме до подготвени user stories, односно тоа се подготвени барања, кои што ќе ги предадеме development тимот да почнат функционално да го изработуваат продуктот. Така што јас би рекла прво теоретска подготовка, а потоа дали самостојно, дали преку академијата, преку вежби да успеете да стигнете до степен каде што вие би изработиле, односно би разработиле една идеја за градење на продукт. Да, јас ќе се надоврзам за делот на проект менеджмент. Се разбира дека треба джуниорот да учи од сениорот, најдобро се учи низ искуство, меѓутоа како што кажа и Олгица, многу е важно да се разбере процесот на проект менеджмент, значи преку некаква теоретска настава. Најпрво, потоа да речеме во организацијата во која што ќе работите, да изучите на кој начин се водат проектите во таа организација и каква рамка за водење на проекти има таа организација во која што ќе ги работите проектите, затоа што како што реков и на почетокот, проектните фази се, да речам, генерални и се, да речам, исти за сите проекти. Меѓутоа секоја организација има можеби малку модифициран пристап за тоа како ги води проектите, мислам, конкретно за таа организација. Така да во која организација да почнете да работите, проучете рамката врз основа на која тие ги водат нивните проекти, и тоа е најдобар начин за да се прилагодите на начинот на кој што тие работат, затоа што едно е проект менеджмент во теорија, сосема друго е во пракса. Затоа и велам, секоја организација работи на различен начин, најдобро имате теоретска некаква основа, за да почнете да работите во организацијата и проучете го начинот на кој што тие ги водат нивните проекти. Супер, можеме да идеме на наредното прашање. Што е продукт оунер? Значи, продукт оунер е всушност улога која што е дефинирана во Scrum водечот. Scrum представува една од агилните методологии. Постојано верувам, повеќето од вас сте слушнале за Agile, многу се зборува за агилен начин на работа, за агилни методологии. Scrum е една од нив, најприменуваната, и по Scrum водечот се препишува дека всушност во тимот треба да имаме три улоги: Product Owner, Scrum Master и Development Team, односно член на Development Team. Сега, Product Owner-от во компанија во која што нема Product Manager како позиција, ја носи целосната одговорност за градење на продуктот. Односно, тој треба да дефинира визијата за продуктот, да дефинира што сакаме да изградиме, кога да го изградиме, зошто да го изградиме, тоа и сите оние други елементи кои што не се поврзани со самиот продукт. Кога во компанијата имаме продукт менаџер,
бидејќи тоа зависи од организација до организација. Некои компании одлучуваат целосната одговорност, додека е продакт оунерот, меѓутоа некои одлучуваат да имаат и продакт менаџер. Сега, кога имаме и продакт менаџер, продакт оунерот и продакт менаџерот работат заедно на фазата на discovery, односно откривање на проблемот на корисниците и понатаму фазата на inception, каде што веќе одлучуваме што е она што ќе го дефинираме како продукт, кога сакаме да се гради, како сакаме да се изгради и понатаму го проследуваат истото до development тимот. Значи, заеднички работат со продукт менаџерот, но штом почнеме првичните барања да ги доставуваме до development тимот, продакт оунерот е целосно свртен кон development тимот. Значи, тој работи со нив, ги дообработува тие барања, тие user stories, кои што ги спомнав. Има различни refinement сесии, planning сесии, sprint review сесии, каде што се состаноци кои што ги одржуваме со development тимот и секој од тие состаноци има различна цел. Меѓутоа, главната разлика кога имаме продукт менаџер во компанијата е тоа што продакт оунерот покрај основните задачи кои што се поврзани со продуктот е целосно свртен кон development тимот и работата на development тимот. Меѓутоа, не во смисла на менаџер на development тимот, туку во смисла на организација на работата која што треба да ја сработи development тимот. Одиме понатака. Дали е потребно некакво претходно искуство за оваа академија? Можам јас да го одговорам, Олгица Огнен, слободно доврзате се. Самата академија не бара нели претходно искуство, односно програмата е структурирана сосема добро и за почетници на оваа тема, кои што немаат никакво искуство, но и за оние кои што можеби имаат некакво искуство на оваа позиција или пак во друга индустрија или нели на друга професија, односно можат едните и другите паралелно да следат самата програма, со тоа што, например, кога сме почетници на оваа тема, можеби ќе ни биде малку покомплицирано на почетокот, додека терминологијата најмногу ја совладаме, но потоа непречено можеме да се следиме понатаму, да се следиме целата академија, односно не бараме, не е потребно никакво искуство, но и со предпрограмата е супер да се ја фатите предпрограмата пред да почне академијата, за на еден начин да добиете мала слика за она што ве очекува понатаму во академијата. Можеме додека топката кај мене да има неколку прашања на чет кои што не се поставени на Pigeonhole, само кратко ќе ги прочитам. Првото е кој е второто ниво после процеси кога стану на project и product management. Олгица Огнен, не знам дали ме разбравте добро, односно, прашањето гласи кој е второто ниво после процеси на продукт и project менеджер. Дали прашањето се однесува во смисла кој е второто ниво над проект и продукт менеджер или јас барам така го разбирам? Да, и јас така го разбирам. Доколку Борче може слободно, бидејќи Борче го има поставено, да, може да ни пише, доколку не ни пише Борче, има уште едно прашање, дали овој курс се однесува само за IT индустријата? Може да одговориме за настанот, или прашањето мислам дека е повеќе насочено на академијата, така што ќе го одговорам јас. Иако голем дел од инструкторите или дел од инструкторите на академијата доаѓаат од IT индустријата и понекогаш примерите кои што ги поврзуваат, односно кои што ви ги даваат во текот на академијата се од IT индустријата, но самото знаење кое што го добивате може да се имплементира и во други индустрии. Ние имаме инструктори кои што не доаѓаат од IT индустријата, а работат project management, така што не секогаш целата академија не се однесува стрикно само на IT индустријата, но дел од инструкторите доаѓаат. Јас често велам, бидејќи и самата побарувачка во нашата земја, колку што имам забележано на огласите, е многу поголема за project менеджери, продукт оунери или продукт менеджери во IT индустриите, односно повеќе се врти таму, иако во различни земји различен овој тренд. Знам дека во арапските земји во градежната индустрија има налив на
project менаџери, така што зависи од нели тој дел од држава во држава, но самата академија стриктно не е само насочена на IT индустријата. Можеме да одиме да се вратиме на Pigeonhole и да видиме што ни останат од прашањата. Следното прашање е како да се напредува побрзо и од каде црпите знаење? Пак, мислам дека клучот за напредок е пред се посветеност на работата која што работим. Ако конкретно станува збор за проектен менеджмент, колку сме попосветени на тоа што го работиме и колку повеќе сакаме да бидеме поуспешни во таа област, во тој случај напредокот побрзо ни е загарантиран. Се разбира. Од каде црпим информации, значи најчесто може да се обратите на некој од официјалните, да речам, представници за различни методологии. Ќе ви споделам една, се вика Project Management Institute, слободно може да изгуглате, ќе ја најдете, таму има доста, да речам, информации кои што може да ви дадат некои насоки од типот на какви сертификати постојат све за проектен менеджмент, кои се новитети во светот поврзани со проектен менеджмент, кои се факти за проектниот менеджмент во смисол на тоа, не знам, колкава е побарувачката на глобално ниво за проектни менеджери, како се одвиваат износот на платите на годишно ниво во различни земји или делови од светот и така натаму. Така да, можеби добар старт е тоа за ако до сега не сте имале никаков контакт со проектен менеджмент, а дополнително на тоа, кога веќе еднаш ќе влезете во областа, се разбира многу ивенти, настани следат кои што се организирани од да речам различни компании кои што се во таа сфера, различни здруженија каде што дефинитивно може да се споделат различни искуства. Потоа академии од овој тип како што е на Brainster, каде што има луѓе од многу различни сфери кои што доаѓаат со различни искуства да учат проектен или продукт менеджмент, од кој што исто така може многу да се научи. Така да и самата академија повеќе се осврнува на тоа да учиме сите едни од други, не само вие од инструкторите, така да корисно е, да речам, посета на курсеви, академии, разни ивенти поврзани од областа и тоа е тоа прилика. Да, истото би го потврдила јас и за продукт менеджмент. Значи, првично, околу напредокот, дефинитивно посветеност. Значи, нема тука успех преку ног, нема почнувате сега и за 2 месеца сакате да сте senior project менеджер или, не знам, некоја повисока позиција. Тука едноставно посветени на тимот, на проектот и резултатите неизбежно ќе дојдат и околу знаењето, како што кажа Угнен, кога влегувате во овој свет, неизбежно е да сте дел од такви некои заедници, да речам, product communities, да следите конференции, настани или различни книги, има толку многу информации во денешно време и за продукт и за project менеджмент што и да не сакате да почнете нешто ново, едноставно ќе ви излезе некоја информација па ќе ве инспирира и ќе научите нешто ново, ќе прочитате, така што на тој начин би си го збогатувале вашето знаење секојдневно. Супер, фала ви, Огнен и Олгица. Пред да преминеме на следното, само имаше уште едно прашање во чет во однос на ратите. За ова прашање би сакала да ви дам одговор дека ваквите информации ги договараме заеднички во време на оние информативни разговори или средби кои што ги организираме, така што ќе го договориме тоа таму. Следното прашање е кои се условите после завршување на академијава доколку сме од друга сфера со завршено високо образование? Мислам дека слично прашање веќе одговоривме, односно какви се можностите после завршување на самата академија ако доаѓаме од комплетно друга сфера. Огнен, Олгица, дали имате нешто да надополните или се поврзува со она што претходно го одговоривме? Јас мислам дека е поврзано со тоа што претходно го одговоривме. Реално, значи, кога ќе решите да смените област во која што работите, се насочувате и во тој правец да барате опции на пазарот на труд, кои што се во таа област, така да многу проектниот менеджмент не треба да се врзува со високото образование. Од искуство можам да споделам дека има проектни менеџери кои што имаат завршено можеби јазици, дипломирале на не знам, англиска книжевност, имаат завршено проектен менеджмент и работат проектен менеджмент во IT компанија. Така да не би требало многу да го врзувате проектниот менеджмент
претпоставам дека истото и за продукт. Можеби не то толку, ајде Зорица нека Олгица нека одговори на тоа на тој дел. Али во секој случај не е дека треба да се поврзе високото образование со претходно што го има завршено со проектен менеджмент. Значи проектен менеджмент е сосема друга дисциплина која што не мора да не врзува толку многу со претходното образование. Јас ова само би додала, значи многу е важно вие да се пронајдете во проектниот менеджмент или во продукт менеджмент, значи буквално да ви се допадне тоа што треба да го работите, а не да се префрлите само заради тоа што рекле на пазарот дека има голема побарувачка или заради тоа што не знам нудат поголема плата, тука на вистина да ви интересира тоа, да ви се допадне, да сакате да го работите тоа, да имате пасија значи за тоа и да бидете посветени. Со тие две работи дали за 2, за 3 или за 5 месеци, вие ќе можете да започнете кариера како проект или продукт менеджмент. Меѓутоа, многу е важно да имате пасијата, значи да имате пасија за работата и да сте упорни. Едноставно да не се откажувате, да учите постојано, да аплицирате на различни позиции и верувам дека на тој начин брзо би стигнале до ново работно место. Високото образование не игра никаква улога, да. Супер, се приближуваме кон самиот крај, ни останаа само неколку прашања. Следното е доста интересно, дали секоја компанија има потреба од продукт или проџект менаџери? Ова реално го објаснивме во презентацијата. Јас мислам дека беше јасно, меѓутоа Ева сака нешто да додаде. Огнен. Да, веќе го поминавме во презентацијата, меѓутоа секоја компанија која што се стреми кон развој, кон следење на пазарот, што е тоа што се бара, неопходно е да поседува продукт или проект менаџер, така да, дефинитивно има потреба. На кој начин е направена дистинкцијата помеѓу ПМ и продукт менаџер, односно проџект менаџер и продукт менаџер во текот на академијата, дали се работи за посебни модули? Точно така, има дистинкција помеѓу проџект и продукт делот, односно академијата се започнува со проџект делот, се поминуваат сите модули кои што се од сферата на проџект, односно од основите на проџект менеджмент, циклусите, фазите, иницирање на проектите до затворање на едни проекти и потоа на истиот принцип се започнува со продукт, односно со основите на продукт, па се преминува кон другите модули за да се добие една комплетна слика, но инаку се одделени, се почнува со проџект и подоцна се преминува во продукт менеджмент. И одиме на последното прашање за денеска. Кои алатки или софтвери би ги препорачале за користење во овие професии? Има многу, мислам, прашањето ако го изгугламе ќе излезат милион, но еве ваш предлог кој мислите дека кој би ги препорачале? Каде да почнеме, меѓутоа ајде веќе наједноставно би објаснила дека добро е да научите некои од алатките кои што се за менаџирање на продакт беклогот, односно тоа ни е листата со сите барања кои што ги дефинираме за нашиот продукт и од таа листа всушност девелопмент тимот понатаму ги превзема тие барања да ги изработува. Такви најпознати алатки се Jira, можеби некој од вас веќе има слушнато, потоа Trello, Azure DevOps на Microsoft, значи тие се некои кои што најчесто се користат и јас секогаш препорачувам барем еден курс или некој видео да изгледате за некој од овие алатки. Стрикно во однос на продукт менеджмент делот би препорачала AHA софтверот да се истражи и Mural како апликација, бидејќи е доста користена во продукт менеджмент. Да, јас на тоа би додал од аспект на софтвери, значи Microsoft Excel, веќе Вилијам го пише во чатот, битна работа е да се познава тој софтвер. Microsoft Project кој исто така да речеме алатка од Microsoft конкретно за водење на проекти, односно креање на project schedule. И сега кога велиме алатки не може да ги гледаме само софтверите кои што би ги користеле, меѓутоа има и многу алатки кои што се дел од самите методологии. Дали е тоа методологијата за проект менеджмент или методологијата за продукт менеджмент, значи самите методологии си носат алатки. Например, не знам, дали е тоа алатка за проценка на време трајање на одредени таскови. Дали е тоа алатка за правење на односно за анализирање на ризици.
Така да и тоа се алатки кои што да речам се учат во текот на самата академија. Меѓутоа од аспект на софтвери тие да речам што веќе ги спомнав. Кога го спомна Огнен Excel, впрочем би се надоврзала тука со препрограмата, во самата подготвителна програма, онаа која што добивате пред почетокот на академијата, имате дел за Excel, односно баш еден краток курс од Brainster за Excel, за да се стекнете со потребните вештини кои што ќе ви бидат потребни во текот на академијата и исполнување на некои од задачите од академијата. Океј, мислам дека привршивме со Q&A делот. Најпрво да ви се заблагодарам што останавте до крај на самата сесија, што поставивте доста интересни прашања и што бевте активни во чет и на Pigeonhole. Уште еднаш во моје име фала ви за присуството. Доколку остана некое неодговорено прашање или можеби не поставивте прашање или ќе ви се јави во текот на денот прашање, јас во чет веднаш го оставам мојот мејл, односно lina@brainster.com. Можете слободно да ги спратите до мене прашањата, а јас потоа ќе ги спратам Олгица и Огнен и ќе ви се вратиме назад со одговор. Така што од мене толку. Олгица, Огнен, дали можеби имате нешто да споделите за крај? Јас само се заблагодарам за вниманието. Ми е мило што присуствувавте на овој настан. Се надевам ве охрабривме и ве заинтересиравме да научите повеќе за проекти и продукт менеджмент светот. Ве охрабрувам да продолжите и понатаму да се интересирате и нормално доколку имате уште прашања може слободно да не контактирате и нас. Благодарности од мене за присуството и за вниманието и се надевам дека доловивме барем малку од малку за двете професии, што е тоа што тие две што представуваат. Така да мило ни беше и да ви ги одговориме прашањата. Супер. Фала ви многу, Олгица и Огнен, за исцрпните одговори кои што ни ги дадовте и фала ви уште еднаш за присуството и се надевам се гледаме или во наредна прилика или можеби на самата академија. Убава вечер, чао, чао. Поздрав, убава вечер.